someone to love. Sigra. Thank you, благодарам. Вау! Пам. Вау! Леле, ама се сладки. Многу се сладки. Некои се сладки, некои се медени, зависи кој каква. Каква? Некои се само сладки, а некои се медени. Некои се сладки, ама некои се медени. Ајде да пробаме кои се медени, кои се сладки. Како мислиш да пробаме? Па да пробаме. Прво се почнува со разговор, нели така? Добар ден, се кажува. Добар ден. Да се пробува на посебен начин и викам не. Веднаш била... Се лизнува, нели? Не знам, медарите знаат него. Сега ова беше изненадување? Па нека види изненадување. Не се сокри. Нека види, ајде овошна, как ти... Ајде, земи воздух, ајде. Се сегавате ли на... Вид ли, што беше тоа? Една смешка. Едно наградно прашање, исто, да речеме, на медиум, на радио или да што беше. Вели на раскрсница стои и ги предупредува ова возачите во сообраќајот. Слушателот вели помош. Па сега помош има, да, го знаете, има црвено, жолто, зелено. Нека види зелено. Нека види зелено. Ајде, здрави. Или е така, ова што ќе ми ова? Ова е да го оставам. Не, ама се сега, подземјавате го тебе. Да, тука ќе си го ставам. Вау! Сега некој најава да каже. Загрев некако. Дечки, вие такви се, Имате ли да... Може уште еднаш да разлагате? Може. Може и нешто друго. Може и друго. Иначе по протокол се седи на средина. Па ќе седнеме на средина. Ти љубоморна си, значи, Не, јас се местам ту лево, ту десно. Не, ама она е љубоморна, што направиме така беше. До половина сум ликвиден, до половина емисија на другата страна. Сликај, снимај, како се... Па ја не можам вака да зборувам. Добро, ќе дружам за нас и двете, ајде, готово, еве. Тоа, снимај. Тоа, добро. Тоа. Стиме! Супер! Одлично за загревање. Ти падна микрофонот. Абе, ќе го наместиме микрофонот. Ти да се стене до микрофонот. Луѓе, у програма... Чекај да видам микрофон. Тука бил микрофон. Еве го, нека биде зелено, ајде. Готово. Вашиот микрофон ка. Тука. Така барам джингл за малта. Джингл, може джингл пушти. Не мора, ајде, не мора. Не го летат. Толку време ви сте, како се вика тоа? Се спремам. Се спремам. Вика, толку време, толку се фантастични. Може ли една вода за гостина? Може би за две, ако Ја треба гледам зашто ти ме топло ти стана. Дај малку. И мене ми стана топло, бога. Ајде сега ти се мислимо. Водишка, на здраве на сите. А за зелено? Ти гледај, леле? Еве, повеќе. Слушај, ти така си... Ајде сега заедно ќе пиеме. Не ми се пие сега, веќе. Нема, написе малку, ајде. Ајде малку. Леле, стана топло. Што сакам вакви гости. А замислиш еден гостин да има? А инако да Нема други гости, само ние сте, нема други гости. Паметна ми ја на време размислив и затоа нема гости. Така, Ајде, напиши водичка. да. Чуе сладка вода, да? Или вода за тебе? Леле, вода за мене. Влезете ова домакинска куќа, фала многу. Абе, канал, па супер, одлично. Одлично. Ева, ова ти е поклони од нас. Као дуј поклони. Што си го носам, што мислите? Да. Ама јас сакам цел сервис да ви кажам, светна чаша, шека. Ја додека дојде ти мислам дека сум главна во оваа емисија. Готова. Вие сте ми Гледам ја која е секојаш главна. главни. Не, напротив, вие секојаш сте ми главни и така сте ми. И така сте ми главни. Се е кажано, нека види зелено, нека види. Нека Ово види. што нека види. Ние сме некако си поишла дека црвено. А ја мислам да ви Јас сум кажам црвена. искрено, така ви е убаво, секој ви гледам во
Стално ве следам. Ве следам и за цело време ве следам. Добре, како бев облечена ја пред Чудо невидено. Велам, ајде, фрак облечен, знаеш, во престојни празници, 8 март, ваму таму. Сент Валентайн, да, се предходно. Ќе ни дојдем до 8 март. Ќе дојде бе, леле за 8 март. Абе уште утре одмah доаѓам како 8 март. Кој ќе чека? И сакам да ви кажам, леле колку се убавици, види колку се фини, колку се мили, колку се добри, а ретко е тоа денес према музичарите. Та пола публика превртува очи, само ти кажам. Не, тоа е рефлексија одма нова. А зашо денес у хеланки у панталони, златно си бевте. А добро, имаме фустанче едно, добро. Ја после многу време сум во панталони, замисли. Да. Ајде, сега. Како може оваа грешка да ја направам денес, бе? Чизми па со Со Сваровски чудо, леле. И моите се соланци, а не се први. Не се другите се, не е важно, не е важно. Не е важно, да е. Не е важно. Бите на духот, како велиш ти? Радо да го жарат меѓу другото, мислам, кога веќе не успеавме да дојдеме до збор бар да кажеме како се вика овој господин, што сите Нема го да кажеме, знаат. се е кажено, веќе што правиш, веќе што да правам, што ќе правиш, нема што да правиш, се е направено, тоа е пештирски. Тоа ти е пештирски, што да, се е направено. Од климе ми е вајвиц. Значи нека е зелена работа. Зелено да види, во перницата на лево метера, ту на лево, ту на десно. И ама е добро, дечки. Немате представа колку е добро. Знаат, дечки, ве знаат. Знаат, ништо не знаат. Не, таму од столчија седи и нозете ким се во здравот. И вака, многу сте ми далеку некако, јас не сум навикет на тоа. Јас сум си, како по природа, како да кажем, многу сум чувствителен сум многу и одговорен. Многу одговорен и И многу добро глумиш. не знам дали И глумам многу добро. добро пееш, и многу добар водител си. И единствено со ова што го правиш, значи ова и да сакаме да го повториме, сега нема втор пат, па нема. Ова е спонтано. Секогаш и вие, вашата емисија оди во живо, тоа е жива материја, нема повторување. Тоа што кажавме, ако нешто сгрешивме, нека ни простат гледалците, не е ништо намерно. Ние сакаме да се дружиме, а со убави жени кои не сака да се, мислам со убави дами, кои не сака да се дружи, а кои нека да мислам да како се вика тоа, пу. И така. Така раде, добро не дојдеш. Не знам кај да гледам. Сакаме добро е дојдеш. Добро најдов. Убав почеток, за почеток убаво мезе има се, мислам супер. Не помисли дека и гладен ќе дојдеш. Абе, не за гладен, јас сум секогаш гладен, стално сум гладен. За добро друштво човек е секогаш гладен, за убав муавет, за убави зборови. Јас со кеф идам да ви кажам. Може да ви признам нешто, да бидам искрен. А толку со страх викам, леле како ќе ме прифатат, како ќе ме примат. Не за друго, знаеш, сакам печаток да останам две дами, па две убавици, па две. А тешко се вика две. А тебе од прва, ти на нас, не расположи. Ти се наклонивме веднаш, ги заборавме сите прашања. Јас се топам, ја ќе легнам, веќе готово, кај да легнам, ќе легнам, ја готов сум веќе. Леле, луѓе, ова е убавено да ви кажам, уживајте во секој миг, како се вика тоа, во секој миг од... Раде има многу да фалиш додека да заврши емисијата уживо, кој знае колку ќе сака да дојде. Нема, за денес нема, вратата е заклучена, нема денес. Кафаната, како се вика кафаната, ова ресторанот или хотелот, не знам, со 5 звезди е затворен, готово го откупивме за денес, нема. Така е, ние ќе си славиме сега вие со нас, ако имате разбирање за нас и не имаме за вас, ќе си го поделиме тоа, ќе си пееме, ќе си свириме. Па тоа е. Тоа е. Добро. Од каде црпиш толку многу енергија? Од вас? Сега моментално. Види. Како е подготвен да не работи. Целиот игра, види. Целиот игра, како да не игра. Јас не знам тие луѓе да дојдат во ваше друштво и било кој во, да речеме, во друштво на дами. Како може да бидат мирни? Мислам, јас сум мирен, се трудам да бидам мирен. Мислам, јас сум најмирен. Јас сум по природа многу мирен и многу чувствителен, како да кажам, многу сум добар. Многу сум добар. Толку сум без конкуренција. Не чи ли да си толку добар и треба, ќе ти падне микрофонот, треба да го придржиш. Сега што да правиш? Нема смисла ќе речат луѓето по ги падна микрофонот. Не, тука ми чувам си го, држам ми. Не, ама мене ми падне. Што сакате, што практикувате да носите така? Ја многу сакам дами облечени во така, вака коста. Секогаш се трудиме да бидеме да мирисна може. Леле, луѓе. Прада. Леле, вашето како? Нема тоа по нашите манери. Прада и? Гучи. Моето зоолошка градина. Праде брада, така се Моето зоолошка градина. Не. Сега се шегувам, кога влиза јас веднаш те почувствувам дека имаш добар парфем. Тоа е на син ми парфем. На син ми, мојот си го заборавив. Ама викаат Прада со брада оде, така да добра. Има шанс. Има. Добро, хајде малку да се чувствува тоа. Добро е. Да. Абе, старите викат ливанто, старите, не, ливанто ли го викаат тоа? Како? Мислам на лимун да мириш, да си знаеш нешто мириште, миришче. Се ова вака малку локално еде, како изговор, како термин. Локално е во Штип.
Па, сега не знам, може некој го користи, постарите го користи, сине, стај си ме миришче малку да се замиришува. Викам, не, 3 пати ќе стави, ја 1 кило, вака направив, викам, чекай, долки дамите, ако не со друго сум болен, баре вака едно привлекување. Добра, да кажавме нешто ние како водителки или само да се забавуваме? Ако сакате, кажете. Не, да се попуштиме на одмор, сме не мора ништо. Да ви кажем, јас ви ставам на располагање, ако треба, знаеш што, цела вечер ќе ви, како се вика, цела вечер ќе ви пеам, а вие можете да играте, да кршите, не да кршите, да кршите глава, вие можете. Не, да се уживаме цела денес телевизијата е наша, што сакаме ние тоа ќе си правиме. Ама имаме тајминг, имаме тајминг. Нема тајминг, немаме ние, за нас нема тајминг. Ние све нема ни вести. Океј. Така. 23 години сте во Штипскиот театар. Да. Сакам да кажам. Затвора или да, затвори, да, во театар. Ама што ќе ви е театар кога вие ностоп глумите, е? Барем такво чувство имам. Не да глумам него, не, напротив. Штом се вклучат камерите, вие точно чувствувате таа енергија, тоа нивно влијание и почнувате со шоуто. Не, па јас реков дека инспирација сте ми вие како, не знам, како добри, прекрасни, убави домакинки, така да се изразам. Има ли хубаво тоа? Има, денес е тешко да доеш до една жена, камали до две. Јас сум добра домакинка, ама Делена не знам уште. Чекаш една, трета. Кој ми може? Мислам, тоа е тоа, знаеш. Тоа сакам да кажам, вие сте им инспирација на машкиот свет, жените се секогаш инспирација и секогаш ќе бидат и секогаш сум, како да кажам, сите гинеме за жените, само не знам дали знаат. Ама не сите. Ама тие, знам дека вие не сакате ние да гинеме, сакате да бидеме добри. Не, тоа има друга мода. Не се гине само за жени, се гине и за мужи. Добро, кој си ми гине, нека си гине. Го добруваш тоа? Да. Го добруваш, се повеќе станува три. Имаш една песна гинем. Па што да правиме, вика? Добре, кога гинем. Раде, актер, водител, пејач. Која е најомилена професија? Чудо, и каде се пронаоѓаш? Сите се чудике. И сегде и нигде не се пронаоѓам. Не знам кај може сум се пронаšao таму. Добро, како актер веќе доволно докажан, бидејќи навистина секој излегување и меѓу друштво, да кажам, и пред камера се е глума. Да ви кажам, актерството е многу одговорна работа. Сега, водителство имате доволно искуство, меѓутоа и како пејач. Видете, мојата професионална определба е актер. А сцената значи одговорност, сцената значи дека она што се случува на сцената треба да биде издржано, оправдано, да има своја естетика, да има свој критериум. И оној било кој се наоѓа на сцената треба да знае тоа што го прикажува, да знае зошто го прикажува, како го прикажува, со кого го прикажува, како го прикажува и мора да, како да се каже, мора да стои за сетата работа, да е издржано тоа, да е одговорен, да е едноставно кон својот. Апсолутно, одговорност, професионална одговорност со највисоки естетски, не знам како ги нарекуваат, критериуми и слично. Човек треба, на пример, покрај востановените критериуми, мора да си создаде, да има и свој критериум. Јас сум чудо, јас сум само критериум врз критериум. Што да ви кажам? Само критериум и се гледам се, не знам, она што, да речеме, сцената е неисцрпна, сцената е секогаш инспиративна и секогаш може да се најде нешто што човек никогаш не може човек во животот да постигне се ни преку работата, меѓутоа треба да се стремиме кон она што го работиме, да го сработиме како што треба. Мислам, токму така, добра уметноста е ваша љубов, да кажам, на некој начин. Па затоа сум се определил инаку. И никогаш не е монотон. Па не е монотонно, не може да биде дека човек кој што си сака својата професија, својата работа, не може да му биде монотонно. Меѓутоа, ако ме прашат, ако сакате искрен одговор или дипломатски сакате? Искрен. Искрен, јас сум за искрени одговори. Да ви кажем, секоја професија, особено уметноста или појавувањето пред медиуми, бара од секој од нас. Видете, тоа е трошење на ликот, на карактерот, на личноста. Не е само појавување, со секој наше појавување пред медиум, ние си, како да кажем, се презентираме на некој